Најпрвен, еве, благодарности од мене до Боби, до градоначалникот на Газиваба, што имам таа можност денеска да бидам овде, да видам од лице место како се реализира ветеното за време на кампањата. Може би Боби не додаде, но еве јас сакам да додадам една работа како општина, детските градинки ќе ги направиме. Тоа не се проекти нити на ВМРО ДПМН, нити на СДСМ. Тоа се проекти на граѓаните на Газиваба. Но не сум сигурен дека Министерството ќе даде одобрение за вработување на кадар кој што ќе ги воспитува нашите дечиња и кој што на кадар ќе може она неопходно знаење на децата уште од најраната возраст да им го всади. Но тука знам Боби, он е мотивиран, он е сериозно амбициозен и убеден сум и доколку оваа корумпирана и криминална власт сепак не успее да смогне сили да се издигне над партиските интереси, дека општината од сопствени средства ќе обезбеди вработување на соодветен лиценциран воспитувачки и образовен кадар во градинките и повеќе нема да има деца на листите на чекање овдека во Газиваба. Не е проблемот да го изградиме. Ние ќе го изградиме. Проблемот е што имаме партизирани институции, партизирани министерства и многу лоши министри и членови на кабинетот на Ковачевски. И затоа ние бараме да има предвремени парламентарни избори за да може владата и локалната самоуправа да ги реализираат проектите непречено, наместо да договараат тендери во 4 очи и да го крадат народот како тоа што го прави оваа влада. Така што градинките се само еден од проектите, улиците се друг дел од проектите, има и комунална инфраструктура, многу фекална, атмосферска канализација, водоводи, спортски сали и така натаму и така натаму. Се работи на секаде во Македонија, промените се чувствуваат. ВМРО ДПМН е помеѓу народот, така и ќе продолжи, ние сме народна партија и нашето место е овдека помеѓу народот, а јас сум тука заедно со градоначалниците секогаш кога е тоа потребно и секогаш кога ќе треба поддршка и од мене, но и од структурата на партијата. За крај ја користам оваа прилика уште еднашка на Боби да му честитам и да му посакам уште многу вакви успешни проекти на него и на неговиот тим овде од општината. Сигурен сум дека може и уште на половина од мандатот ќе го реализираме најголемиот дел од ветеното за време на кампањата на минатогодишните локални избори. Како го коментирате апсењето на ваши блиски луѓе за случајот со делчевските фотоволтаици? Видете, јас сум навикнат да околу мене се конструираат лаги, измислици и невистини. 4,5 години сум председател на ВМРО ДПМН и најчесто тие што тие ги конструираат завршуваат со судски пресуди и треба да се извинат. Така беше многу пати во минатото, така и сега и така ќе биде во еднината. Нормално, уплашени се, знаат дека ВМРО ДПМН е партија која што ќе ја формира убедливо следната влада и знаат дека ќе треба да одговараат за криминалот, па сега се обидуваат да растураат пердови и да конструираат лаги измислици да ги поврзуваат со мене. Но тоа мене дополнително ме мотивира да продолжам да работам онака како што до сега сум работел, честно, посветено, мотивирано. И така било и така и ќе биде. Се обидуваат да ја дефокусираат јавноста од девијантното однесување во парламентот, од инфлацијата, од тешкиот живот, од сите оние фаули кои што ни се случуваат секојдневно со тоа што нешто ќе поврзат негативно во општеството кон мене. Да бидеме јасни и прецизни. Јас верувам во презумпција на невиност, но исто така секој оној кој што се огрешил пред законот, родена сестра и брат да ми е, ќе одговара. Времето на неказниви поединци во општеството заврши. Времето на луѓето кои што мислат дека ќе си поигруваат со законот заврши. Но тоа важи и за сите останати кои што биле на линија на законот од едната или од другата страна. Затоа сакам да им порачам на сите оние конструктори и измислувачи на лажни вести дека продолжуваме понатаму да се бориме против криминалот и корупцијата, продолжуваме понатаму да ги реализираме проектите,
а нормално повторно ние ќе се најдеме на суд и повторно нивниот партизиран суд, нивните партизирани органи на прогонот ќе треба да се извинуваат. Докога ќе продолжи блокадата во собранието? Продолжува блокадата до одржување на предвремени парламентарни избори. ВМРО ДПМН и коалицијата предводена од ВМРО ДПМН активно ќе го блокираат парламентот. Да појаснам уште еднашка што подразбира тоа активно блокирање. Се што е во интерес на граѓаните, повисоки плати, повисоки пензии, субвенции, поддршка и така натаму, ние нема да го блокираме, напротив, ќе се обидеме да го подобриме, но ако немаме разбирање од страна на владеачкото мнозинство, тогаш ќе го поддржиме само да можат граѓаните да го почувствуваат барем колку толку во овие тешки времиња одговорното однесување на опозицијата. Така што, да повторам, активната блокада подразбира блокирање на се она кое што не е поврзано со интересите и стандардот на граѓаните. Се што е поврзано, ќе повторам уште еднаш, со поисоки плати, поисоки пензии, субвенции, поддршка, ВМРО ДПМН нема да го блокира и ќе го поддржи. А планирате ли нова тактика апропо последните случувања со председател на собранието? Има ли воопшто решение за тоа, бидејќи видете. интерпелација, знаете, не е решение, тоа нема да помогне. Да, видете, полне за жал спикерот со примитивизам и тоа навистина делува фрустрирачки за сите граѓани. Не за нас што се срамиме од тие недолечни постапувања што се занимаваме со политика, туку и сите граѓани. Прашајте ги луѓето овде и насекаде. Тој примитивизам навистина згрозува, но морам да кажам не е наивен. Затоа што тој примитивизам има своја цел, а таа цел е да предизвика инцидент налик на оној од 27 април и да може овој примитивец заедно со сите тие кои што го поддржуваат да бидат, како да кажам, представени во едно поинакво светло од тоа што се. Но треба да знаат и тие сценаристите и организаторите дека ВМРО ДПМН е многу поискусно. И ВМРО ДПМН е многу поорганизирано и ВМРО ДПМН нема намера да го продолжи да ја продолжи оваа агонија во Македонија и затоа ќе продолжиме одговорно да се однесуваме во парламентот, да се однесуваме онака како што зацртавме со активна блокада на се она кое што не е од интерес на граѓаните и нема да дозволиме да се повторат настани од минатото со кои што ќе им дадеме вештачко дишење на овие, би рекол, примитивци кои што во моментот се во власт. Освен активната блокада и протестите што се очекуваат, дали планирате нешто друго во меѓувреме? Да, планираме. Ќе бидете информирани. Господин Мицковски, синдикатите побара усогласување на платите, на сите плати, значи и во јавниот и во приватниот сектор со минималната плата. Гледаме дека во буџетот не се предвидени средства за оваа намена. Како вие како опозиција ќе се поставите во однос на ова? Па еве ќе ви кажам, отприлика очекувам овој омилен синдикален лидер кој што сега фингира протест, да после неколку дена во расправата на ребалансот на буџетот постигне договор со Ковачевски и останатите и свечено тоа на седница, односно на пресконференција во владата преку амандман да го внесе во дебатата во парламентот и отприлика тоа е сценариото кое што е договорено помеѓу милениот синдикален лидер претходно на Заев, сега на Ковачевски и оваа група во владата, така што убеден сум дека граѓаните ги препознаваат овие, би рекол, фингирани однесувања на омилениот синдикален лидер и навистина не гледам потреба од сето ова. Едноставно треба, ја повикувам и владата на одговорност, ајде заедно сложно во парламентот да поднесеме еден амандман со кој што работниците во администрацијата ќе си го добијат ветеното. Нема потреба од ваков театар, прво да велиме нема, па потоа еве сложно да излеземе на пресконференција, па да кажуваме како сме се договориле, како не имало разум кај владата и така натаму. Прилика тоа е она што не очекува во следните 14 дена од страна на омилениот синдикален лидер на власта и власта. Имаме ли датум за преговори? Ако ме прашувате лично мене дали посакувам да имаме датум, да, посакувам без било какви понижувачки одстапки кои што се во најава, но дали реално може такво нешто да се очекува, јас нема да бидам
прогнозер како што тоа го направи еден друг политичар во државата, туку само ќе е упата мојата порака до луѓето во Брисел да направат притисок онаков каков што е потребен врз владата во Софија, исто онака како што се обединија околу агресијата на Русија во Украина, да се обединат околу политичката агресија на Бугарија врз Македонија, да направат притисок и конечно Македонија да ги почне преговорите со Европската Унија за полноправно членство. Потоа зависи од нас, нели, од нашите вештини и компетенции, колку сме ние подготвени да го изодиме тој пат и со која брзина ќе го правиме, но важен е овој прв чекор, важен е овој прв стимул за нас, за граѓаните да се врати довербата, затоа што во спротивно мислам дека кредибилитетот овој пат, ако немаме дата за почеток на преговори, повторно ќе кажам, без дополнителни понижувачки отстапки, навистина ќе биде лошо примена страна на граѓаните. Господин Мицкоски, го споменавте ребалансот на буџетот. Дали го имате разгледано и како ќе действувате по тоа прашање? Па моментално го добивме пред два дена, онака расчленет. Моментално комисиите на и стручните тела на партијата работат заедно со политичките партии кои што се дел од коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН, и многу скоро од денеска ќе излеземе со амандмани кои што ќе бидат доставени во парламентот. Дел од тие амандмани ќе бидат произлезени од народот, односно од потребата на народот за подобра инфраструктура, за подобри услови за живот, како паркови, спортски игралишта, терени, канализација, водовод и така натаму. И очекувам од страна на владата одговорност, очекувам од страна на владата зрелост да ги подржи тие амандмани. Нешто што не е во случајот актуелно со, да речеме, заемот од Светска банка. Тоа е заем од 63 милиони евра. Го почнала владата на СДСМ уште 2021 година во февруари месец, мислејќи дека ќе победат градоначалниците на СДСМ на локалните избори. И така секоја општина си добива во зависност од големината определена сума пари од Светска банка потребни за подобрување на инфраструктурата во таа општина. Но се случува тоа што се случува октомври-ноември 2021 година, СДСМ доживува дебакал и сега истата таа СДСМ, што може би е раритет и прв случај во светската политика, го кочи овој заем. Има ургенции од Светска банка и таму се чувствува фрустрација и така натаму, но го кочи овој заем, па поминува на комисија која што ја води кадар на СДСМ, сега талат овој што многу работи во парламентот, не ја става на пленарна седница. Например, тука во Газиваво треба да дојдат некаде околу милион евра. Прилика, ако сега велиме за рекордни 50 милиони денари инвестиција во асфалтирање на улици, ќе имаме уште нови 60 милиони денари за инвестиција во асфалтирање на нови улици, канализација, водовод и така натаму. Но тоа не доаѓа на дневен ред во парламентот, туку доаѓаат, да речеме, автентични толкувања за втора лиценца, за видеолотарија и така натаму. Тоа што е потреба на граѓаните не доаѓа на дневен ред, тоа што е потреба на поединци од власта, тоа е главен приоритет. Тоа не може, така тоа ќе го блокираме. А тоа што е потреба на граѓаните ќе го поддржиме и ќе го гласаме. Тоа е активна блокада. Да се разбереме, тоа е активна, така ќе постапуваме и според буџет и со буџетот и така ќе бидеме и за време на комисиската, но и на пленарната дебата за буџетот. Затоа ја повикувам уште еднаш кога дојдат Газибава и Талат, Џафери и Ковачевски и останатите таму да се надминат себе си, да остават фрустрацијата на страна, да ја стават точката на дневен ред, за да може овие луѓе од Газибава да добијат уште нови 25-30 асфалтирани улици, за да можат тие во Струга да добијат уште нови 25-30 асфалтирани улици, тие во Чаир, тие во Тето, тие во Струмица, тие во Валандово и така натаму. Не е само во Газибава, секаде. Прилика некаде од 50 до 60 милиони денари е по општина. Еве, ги повикувам, ако сакаат на вистина да мислат добро за граѓаните, нека се покажат овој пат. Станува збор за 63 милиони евра, кои што драматично ќе го подобрат квалитетот на живот на граѓаните. Дали имате различни... И еве, уште една порака до нив. Не мора тие пари да ги распишуваат јавните набавки општините. Нека си ги распише владата, нека ги направи договорите во 4 очи. И тука нека крадат, ако можат и ако само граѓаните да добијат асфалтирани улици, да добијат нова канализација и да добијат нови водовод. Еве, они нека го направат сето тендерирање, нека си се договорат со милените фирми, нека си ги земат провизиите, ама барем граѓаните да добијат нов асфалт. Дали имате различно гледиште со градоначалникот на општина Картош, Стефче Јакимовски? Он синоќа во
една емисија изјави дека ви се нарушени односи. Па, ја нема да го коментирам делот дали ни се нарушени или не ни се нарушени односите, можам само да кажам дека за одредени теми имаме различни гледишта, јас имам своји аргументи, претпоставам господинот Јакимовски има своји аргументи. Јас сум секогаш подготвен за дискусија, стојам на располагање доколку ме побара да седнеме, да разговараме, да видиме зошто така ги оквалификувал нашите односи, што се однесува до локално ниво и централно во парламентот функционираме како коалициони партнери. Мислам дека и тука во мнозинството во општина Газибаба имаме советник од редовите на ГРОМ кој што апсолутно е дел од мнозинството и функционира безпрекорно, но да, имаме за некои теми имаме различно мислење, но тука стојам на располагање доколку цени дека треба да имаме да ги усогласиме ставовите, да ги вкрстиме аргументите, тука стојам на располагање, нека ме побара, подготвен сум да разговарам.